Ново видео интервју на Република Телевизија. Гостин во студиото е генералниот секретар на Македонската алијанса за европска интеграција, партијата на македонците во Албанија. Васил Стериовски, добар ден и добре дојдовте во Република Телевизија. Добар ден и благодарам на поканата. Теми за разговор има многу, нормално поврзани со состојбата и животот на македонското малцинство во Република Албанија, но како прво прашање се поставува идејата за нова територијална поделба на општините во Албанија. Каква е состојбата и што тоа всушност значи за македонското население во Албанија? Да, Република Албанија, значи новата власт на Еди Рама, веќе планира да ја спроведе територијална распределба која би стапила на сила со локалните избори 2015 година, на средината кои ќе се одржат на средина 2015 година. И тоа што не загрижува нас македонците во Албанија е најавата дека може да не укинат македонските општини во Албанија, да се припајат со мнозински албански општини. До сега ние од албански политичари, со повеќе албански политичари што имаме разговарано, ни даваат гаранции дека нема да не укинат, но не вознемири фактот што дојдовме до драфт верзијата на законот кој што министерот за локална самоуправа ги ја спрема и во таа драфт верзија се планира конкретно општина Пустец да се припои кон две поголеми албански општини, општина Полен и општина Врештас и некои села од општина Булгарец. И со тоа ова општина би имало некој население околу 40.000 жители и каде ние како македонска општина би немале и како македонска партија воопшто никакво значење во тежина во оваа општина. Што тоа реално значи? Тоа реално, значи пред се кога зборам ова кажувам за општина Мала Преспа, но немаме информации конкретно како ќе се одвива овој процес во Голо Брдо и во Гора, бидејќи и таму имаме во Голо Брдо имаме две етнички општини, општина Требиште и општина Острени, и во исто така и во Гора имаме две општини, но таму не знаеме како ќе се одвива тој процес и дали тие кај ќе се припојуваат кон поголеми албански општини. Вака како што е, ако се одвива тоа, ако се одржи, поготово за општина Пустец, ако се направи територијална распределба и нам не замешат со мнозински албански општини, значи значаен процес на албанизација, на асимилација на македонците во општина Пустец, во Мала Преспа, од кој ние најмногу се плашиме. Пред се, значи ќе изгубиме многу работи, ќе изгубиме бидејќи сега ние во Албанија единствено сме признаени како македонци во општина Пустец и тоа значи сме признаени уште од 1945 година и во сите овие изминати години ние имаме одредени права од комунистичкиот период кои што се уште ги негуваме како право на образование на мајчин јазик во општина Пустец, како и некои други права кои што ни следуваат со локалната самоуправа. Моментално, значи, општина Пустец се раководена од кадар од Македонска алијанса, тоа е председател на партијата градоначалникот Едмон Темелко. И ние во овие изминати години, од кога имаме освоена општина Пустец, имаме преземено неколку мерки кои што одат во прилог на зачување на македонски идентитет во нашата општина. И тоа пред се, значи, символ на општината Пустец е 16-какото сонце на Александар Македонци, значи сонцето од Кутлеш. Тоа не е официјален символ на општината, значи тоа сигурно ќе го изгубиме ако се припои бидејќи новата општина ќе се има ново лого. Исто така ние успеавме во изминативе години да ги именуваме сите топоними улици на населените места и сите патокази да бидат на тројазично, македонски, албански и англиски јазик. Значи и тоа нешто што ќе го изгубиме сигурно ако се припои бидејќи во таа општина нема да биде мнозинство и со тоа значи нема да важат тие права што важат за малцинствата, значи нема да важи двојазичноста во таа општина. И тоа и најмногу што не загрижува е бидејќи во Мала Преспа, брегот на Преспанското езеро има големи површини кои се земјиште на општината, што не се приватни, што не се поделени, туку се на општината. И во новата општина, каде би доминирале албанците, градоначалник и советот албанци, тоа што најмногу се плашиме бидејќи тој совет на таа општина може ова земјиште да го подели на албанци, да го даде под концесија и за еден период од 10-20 години да се промени воопшто етничката структура на населението во Мала Преспа и така тој процес на асимилација да продолжи и на иселување на македонците од Мала Преспа и за 10-20 години воопшто да ги изгубиме физички овие населени места во
во општина Пустец. Во меѓувреме, вие бевте и нападнати, би рекол, и жртви на Алијансата на црвено-црните. Во 2012 година имаше напад од таму, ги искршија двојазичните табли, тој случај доби судска разрешница. Како заврши случајот? Значи, на 16 ноември 2012 година група на националисти од Црвено-црната алијанса дојде во Мала Преспа во општина Пустец и така како што кажавте ги искрши двојазичните табли каде што беа на македонски и на албански јазик и извикува националистички пароли и повици: ова е албанска земја, бегајте од тука, голема Албанија. И исто така лепеа и налепници врз двојазичните табли: ова е албанска територија. И исто така предизвика инциденти во школото, во гимназијата во Пустец, викајќи таму, заплашувајќи ги децата и исто лепејќи налепници врз таблите на школото. Овие инциденти ние ги осудивме и побаравме од албанската влада да преземе мерки од албанските институции, иако одма реагиравме, полиција дојде по 4 дена во... Тоа сакав да прашам, си го заштитили законот за недискриминација што постои во Албанија? Значи, е објаснена целата процедура. Прво полиција дојде после 4 дена, откога реагираа меѓународните институции, Американската амбасада и други институции, кога побараа конкретно информација. Дури тогаш почна албански институции да преземаат некои чекори. Ние во меѓувреме направивме тужби, побаравме и поддршка и од јавниот правобранител на Албанија и од Комисионерот за заштита од дискриминација. Комисионерот за заштита од дискриминација донесе една одлука каде ги казни Алијанса на црвено-црните и бара во рок од 30 дена да побарат јавно извинување. И во самата одлука на Комисионерот за заштита од дискриминација стоеше дека ако ние не го осудиме овие напади на Алијанса на црвено-црните, кои се против уставот и против Рамковната конвенција за заштита на малцинствата, тогаш нема смисла постоењето на овој закон и нови комитет. И даде рок од 30 дена да побарат извинување, но за жал тоа не се случи, не побара извинување и тогаш комисионерот даде една казна која според законот максимална казна што комисионерот може да даде е 4000 евра, а минимална е околу 300 евра. И така ги казна околу 320 евра, значи на смешна минимална казна. Не само што ги казна толку минимално, туку и таа не прифати и таа казна да ја платат Алијанса на црвено-црните и сега се води судски спор во Тирана, каде Алијанса на црвено-црните бара да се укине ова казна и судскиот трошоци да ги плати општината Пустец и Комисионерот за заштита од дискриминација. И се уште овој судски спор не е затворен. Ова не е единствен притисок под кој што живеете македонците во Албанија. Неодамна бевте на средба во округот Корча со Царинската управа. Зашто стануваше збор? Па со новата власт, како неколку месеци што дојде на власт на Еди Рама, и презедува мерки каде на граница, бидејќи нашето население, македонско население претежно од погранични области пазарува работи и пазарува во Република Македонија. И за домашни потреби секогаш производи стока набавува од Република Македонија. И сега во неколку месеци наидува на проблеми, бидејќи според законот дозволено е до 215 евра да се внесува стока која не е наменета за трговија, туку за домашни потреби. Но во овие последни месеци наши македонци наидуваат на пречки на граница, не ги пуштаат дури за смешни суми од 10 евра производи, не ги пуштаат на граница. И затоа остваривме средба со директорката, каде побаравме да превземе мерки да се почитува законот. Добивме гаранции од нејзина страна дека нема да се попречуваат македонците, при тоа да носат фискална сметка која ќе пазаруваат во Република Македонија и дека нема да има проблеми. Во овие неколку денови немаме некоја поплака дека ќе се попречувани и ќе следиме ситуација. Ако се случи да има поплаки, се договоривме, имаме контакти со директоркава да одма да реагираме и се надеваме дека ќе се реши овој проблем, бидејќи навистина до пред 3 месеци немаше ваков проблем, но сега со новата власт се појави овој проблем. Се надеваме дека во иднина нема да имаме вакви проблеми. Колку се изучува македонскиот јазик во Албанија, во училиштата? Вие едно време и побаравте од Министерството да се почитува тој закон. Добивте ли одговор? Значи, Република Албанија, како што кажав, признава македонци само на територијата на Мала Преспа. И само тука имаме одредени права, меѓу кои изучување на мајчиниот јазик.
И тука во општина Пустец, според законот за образование, кој што спаѓа и делот на малцинствата, предвидено е наставата да се одвива 60% на јазикот на малцинствата, што значи на македонски јазик. Но во сите овие изминати години не се почитува овој закон и ние сите предмети што се предвидени да се на македонски јазик не се испечатени од Министерството за образование на Република Албанија и се учи само 10 до 20% на македонски јазик во училиштата во Мала Преспа, бидејќи има недостаток на учебници. Ние имавме со претходниот министер за образование средба во мај 2013 година и се договоривме од него да ни даде дозвола да со одобрение на Министерството за образование сами да ги се ги испечатиме сите предмети што се потребни, но не сакаше министерот за образование таква работа и ни кажа дека има направена посебна куќа која ќе ги испечати сите предмети кои се предвидени за малцинствата. Од септември 2013 година сите деца на малцинствата ќе ги има сите учебници и македонско и грчко конкретно ќе ги има со новата учебна година, но и оваа учебна година се случи како старите проблеми. Воопшто не се испечатени, не со прст, не се испечатени учебниците по македонски јазик. Исто така и за грците, грците и синоќа најавија дека еден грчки пратеник дека ќе понесат интерпелација на министерката за образование, бидејќи не се испечатени учебниците за грчки јазик. Ние го поддржуваме секако дека да се испечатат учебниците и на македонски јазик. Што се однесува за делот на македонци што живеат надвор Мала Преспа, како во областите Гора, Голобрдо и во градовите, ние веќе имаме поднесено петиција за изучување на македонски јазик. Конкретно, претходно поднесовме во билишта во регионот на Девол. На оваа петиција пред 2 години не се најдена никакво одобрение на Министерството за образование. Ланска година покренавме иницијатива во областа на Голобрдо, во основното училиште во Требиште. Исто на таа петиција, иако неколку пати петицијата беше поднесувана до сите институции, почнувајќи од регионалната дирекција во Пешкупија, па Министерството за образование, немав никаков одговор. Од кога реагиравме со меѓународните институции, ни врати одговор од Министерството за образование дека ќе може од септември оваа година да се изучува македонскиот јазик, но само како странски јазик во 7 оделение. Со новата доаѓање на новата власт повторно поднесува петиција, македонци од Требиште поднесува петиција за изучување на македонски јазик и на таа петиција веќе 3 месеци, 4 месеци како нема никаков одговор на таа петиција од Министерството за образование. И така продолжува, новата власт продолжува со исти мерки спрема македонците и другите малцинства како и претходните Тоа сега да прашам каков е односот кон другите малцинства во Албанија? Општо Албанија Ако се земе една споредба помеѓу Албанија не е наклонета спрема малцинства, не спрема македонци, спрема сите малцинства претежно, признава таа само македонци и грци во одредени делови и други ги има набројано малцинства, но немаат никакви конкретни права. Други малцинства, влашите, бошњаците, ромите и еѓиптјаните немаат конкретно никакви малцинства. Грците се во подобра позиција, бидејќи сепак тие имаат моќна држава која стои позади нив. Грција тоа и во регионите, во деловите каде што се населени во општините, тие скоро ги имаат сите права. Но и не само тоа, Грција финансира и училишта надвор од тие региони каде што живеат во тие делови, во Корча, Тирана, во Драч, во Химара, во повеќе делови има приватни грчки школи, средно образование на грчки јазик што учат грци, не грци, албанци воопшто. И Грција се во подобра позиција, единствено е сега се жала дека во оваа власт немаат министер грк, бидејќи до сега во 20 години во сите албански влади имале министри, но и секако директорски места и други позиции во извршната власт. Можно ли да се отвори тогаш македонско училиште приватно? Тоа е можно секако, но сепак поради финансии тоа тешко дека може да го превземеме. Ние имаме неколку, во моментот во повеќе градови во Албанија и области, во Голобрдо, Гора, Тирана, Корча, Билишта и Поградец, одржуваме курсеви, приватни курсеви на македонски јазик бесплатно за нашите деца, за да не загине македонскиот јазик. И целта ние како што почнуваме петиции, што ние ќе бидеме упорни, ќе ги поднесуваме тие петиции да Министерството за образование дозволи да овие курсеви да или да се изучуваат во школите, да се одржуваат во просториите на школите или нормално кај има услови да има настава на македонски јазик. Ние не бараме само да се изучува македонскиот јазик 2 пати неделно, не бараме
цело школа на македонски јазик во градовите кај што живееме, но бараме кај има услови една паралелка на пример да биде на македонски јазик, да се учи предмет во македонски јазик. Тоа е нашето барање. Сега Министерството за образование има различни критериуми, на пример за боšnjačкото малцинство дозволува изучување на боšnjačки јазик. Тоа е претежно во делот на Драч населено. И таму му дозволува на нив да и наставникот што се го плаќа Министерството за образование наставниците и има настава на боšnjački јазик. Го изучуваат боšnjačkiот јазик. За ромите исто така во повеќе градови со разни фондации што поддржуваат курсеви на ромски јазик, тие курсеви се одржуваат во престориите на школите. Значи само за нас прават проблеми, не ни дозволуваат прво да изучуваме македонски јазик, но пред 2 години имавме проблеми и со курсевите претежно во делот на Голо брдо. Кога почнавме првпат отворивме курсеви по македонски јазик, тогаш дури и тајната полиција Шиш се ангажираше, значи сите структури на албанското општество да се спречат овие курсеви, дури едно писмо што фативме и го објавивме, тогаш се пожаливме во албанските институции, меѓународни институции, каде регионалната управа за образование во Булкиза праќаше писмо до тајна полиција до Шиш, каде бараше да се преземат мерки да се укинат овие курсеви. И кога бевме на разговор со амбасадорот на ОПСЕ, кога го видела писмо, не прашува да не сте некоја терористичка организација, бидејќи тајниве служби се ангажираат тогаш кога е загрозена државната безбедност, а вика вие со курсеви што ќе загрозите. Значи и политикава таква е албанската политика спрема македонците. Но не е само албанската политика. Многу често дури и сме гледали и видео инсерти во кои што имате средби и дискусии со бугарски професори, етнолози, етномузиколози. Што е приказната тука? Што се крие за тие посети? Значи, после 1991 година интерес за македонците во Албанија покажува и Бугарија, Република Бугарија. И тоа е една кампања која 20 години секој бугарски политичар кој доаѓа во настредба во Албанија го покренува прашањето за бугарите во Албанија и кога збори за бугари во Албанија збори за македонците во Голо брдо, Гора и во Преспа. И тоа, значи, ние тоа е вистина дека сме под удар не само од албанската политика, но и од бугарската политика, која еве ако ги видите, значи тие инструменти е иста како пред 100 години. Значи со исти мерки се настојува да се побогарчат македонците во Република Албанија. Тоа пред се оди со давање стипендии за македонците да студираат во Бугарија, ги примаат во Бугарија, па таму после тоа ги обработуваат и структурите на Министерството за внатрешни работи, како бидејќи ни кажуваат самите студенти и се ангажираат па и од ВМРО на Каракачанов, па ги учат, ги побограчуваат. Освен тоа, последниве години праќаат редовни експедиции по Мала Преспа, Гора, Голо брдо и градовите, каде собираат се фолклор, се што може да се собери за македонци во Албанија и после ги објавуваат по Бугарија, ги објавуваат книги за бугарите во Албанија и тоа го прават лица, кои што кажат Сте се пожалили ли за овие состојби кон властите во Тирана? Ние со властите во Тирана во повеќе пати имаме јавно и реагирано кога некогаш одредени албански политичари давале такви изјави што дека ги поддржувале бугарите, но јавно сме имаме пожалено, но во неколку наврати неколку албански политичари имаат кажано дека не имаат поддржано дека нема бугарско малцинство во Албанија. Тоа го покажа и последниот попис во Република Албанија, без разлика што нас македонци не изваде колку што ни извади сите малцинства, значи тој беше фалсификуван попис, но сепак тој попис не извади бугари. Например, во Мала Преспа 5000 жители извадија македонци, немаше ниту еден македонец не се декларира за бугарин или во другиве области. Значи самиот попис тоа го покажа. Но Бугарија е упорна во тоа, настојува, значи тоа е на долгогодишна политика да ги побугарча македонците, исто така актуелно и со бугарските пасоши, сега дури има скратена процедурата за неколку месеци да издаваат бугарски пасоши, доаѓаат агитираат по местава со тоа што со бугарски пасош може да се работи во европски земји, значи без не треба престој, па дека може да се купи бугарска кола, да се вози со бугарски таблички кола која е дупло поевтина ако се вози со албански таблички. И така што бугариве се упорни во нивната политика. Ние со нашите активности, конкретно на терен немаат конкретно
некое движење бугарско, да кажеш, од македонците да прифатено, тие македонци што земаат бугарски пасоши пред се ги земаат за лични интереси. Од економски причини и воопшто не ги интересира не само македонци. Во Албанија има голем број албанци што земаат бугарски пасоши кои пополнуваат изјави дека се бугари само да земат бугарски пасоши. И тоа дури и во една емисија и Божидар Димитров самиот тоа го кажа дека не знаеме, кога го праша колку е бројот на бугарите во Албанија, па кажа не можеме точно да знаеме бидејќи ако дозволиме сите кои ќе се изјасни да земе бугарски пасош, тогаш 1,5 милиони бугари ќе излезат во Албанија. И тоа исто на еден германски дипломат му го кажав, исто кога ме прашуваше конкретно за бугарски пасоши што се земаат, зошто ги земаат, па му кажав дека од економски причини и на него исто му кажав дека ако вие Германија се каже дека еве македонци или албанци се германци, декларирајте се германци и ќе ви даде германски пасоши, му кажав да знае дека ќе биде многу поголем бројот што ќе се декларираат германци за да земат германско државјанство. Добро, низ целиот разговор ми тече една идеја. Ако грците имаат своји представници кои што, да речеме, еве сега се бунат бидејќи немале министар грчки во владата. Колку македонци има? Дали е возможно едно политичко такво здружување кое што ќе направи, да речеме, да има постабилен представник македонски преку кој што ќе ги остварите вашите права? Да, ние имаме македонски пратеници во албанското собрание, но не се преку македонски политички субјекти, се преку албански партии. И тие пратеници што се македонци во албанското собрание воопшто со нивната активност не покажуваат дека се македонци. Наспротив, тие дури некои се прават поголеми албанци од самите албанци. Значи тој стигнал до таму да стане пратеник или некој, дури имавме случаи на министри македонци, благодарение во активноста на албанските партии, но како што напоменав, тие со нивната активност воопшто не покажуваат, се гледаат личниот интерес, не покажуваат дека се воопшто македонци, дури се и поголеми антимакедонци. Ние 2009 година кога отворивме првпат школи, курсеви во Голобрдо по македонски јазик, тогаш министер за образование беше македонец од Голобрдо. И тој најмногу инсистираше да се укинат овие курсеви и му викаше на нашите македонци таму: сега немате да отворите курсеви, кога јас станав министер за образование, ќе ме срамите мене во владата во Тирана, и бараше да се укинат овие курсеви. Е многу потешко ние да дојдеме да земеме пратеник преку македонски политички субјект, како што напоменав пред се, бидејќи и албанска држава пред се тоа не го дозволува, и албанските структури, значи работат на раздор да има меѓу нас македонците, за да не можеме да сме обединети, за да можеме да извадиме наш представник. И пред се, но и кај нас нормално е вината и наши македонци пред се, гледајќи од личен економски пред се интерес, ги подржуваат албанските партии. Бидејќи ние како македонска партија, ние тоа го викаме, ако имаме наши представници во парламентот и во владата, ќе може да вработуваме наши македонци во институциите. Но тие се лажат на тоа што ќе му ветат дека ќе работат дали во полиција, дали во некој друго место, и не ги си така. И такви изборниот закони кои што не дозволува, значи пропорционален регионален изборни по региони, значи за пратеници се избира и не може на едно место, една изборна единица да биде цела Албанија и така што да извадиме пратеник. По тие региони како што немаат поделено и со овие што ги напоменав влијанија, тешко дека може да извадиме наши представници преку македонска партија. Ќе успеете ли да се заштитите со, да речеме, со поддршка на меѓународната заедница, како што спомнавте неколку пати имате соработка со нив? Да, ние нормално, ако не беше меѓународната заедница, ние ќе бевме асимилирани тотално. Благодарение на меѓународната заедница ние успеаваме да обстоиме, како не само ние македонци, но и други помали етнички заедници што се во Албанија. Ние имаме поддршка конкретно и во извештајот што беше на Советот на Европа, препораките што ги даде на Албанија, една од препораките е подобрување на правата на малцинствата. Исто така и извештајот на Стейт Департментот наведено е конкретно што треба Албанија да превземе и кои чекори треба да ги преземе за подобрување на правата на малцинствата. И благодарение на меѓународната поддршка ние успеваме да протуркаме некои одлуки во корист на нас, на малцинствата. Сега во најава е дека ќе се донеси закон за заштита на малцинствата во Албанија, повторно под притисок на меѓународната заедница и Европска унија, и се надевам дека со тој закон ќе ги опфати и
ќе има закон кој што може да не признаат не само во одредени етнички области како во Мала Преспа што не признаваат, но да не признаваат на цела територија на Албанија и да може правата како малцинство значи тие права да важат на цела територија, а не на одредена област. Господин Стеројевски, ви благодарам за разговорот. Ви посакувам успех во вашата борба да обстоите за исполнување на вашите човекови права. Благодарам на поканата нас.